Успешната заштита на интелектуалната собственост е предизвик за сите компании. Класичните повреди на правата на интелектуална собственост постепено се заменуваат со се почести повреди кои се прават преку интернет, социјалните мрежи, клауд базите, онлайн продавниците и слично. Кој има право да ги користи географските ознаки, брендови, комерцијални имиња, кои во себе го содржат терминот Македонија или придавката македонски. Оваа дилема произлезе деновиве откако грчките власти се налутија поради тоа што македонската претседателка Гордана Силјановска-Давкова не се придржуваше на користењето на уставното име Република Северна Македонија. Во ово издание на Тренинг соговорник ќе биде доктор Ана Пепелјуговска, адвокатка. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата. Господја Пепелјуговска, колку развојот на новите технологии налагаат редефинирање на интелектуалната и индустриската поставеност? Собственост, пардон. Секоја нова технологија е предизвик за интелектуалната собственост, како што на почетокот тоа било со интернетот, одговорноста на сервис провайдерите, апликациите, социјалните мрежи, стриминг платформите, па најново и вештачката интелигенција. Редефинирање на интелектуалната собственост може би значи модификување или адаптирање на постоечките норми кон новите технологии. Зашто велам адаптирање или модификување? Конвенциите кои што ја регулираат интелектуалната собственост датираат од крајот на 19 век. Меѓутоа, тоа се општи правни акти кои што ја даваат рамката. Останува на националните законодавства да ги дефинираат, односно регулираат некои од овие прашања како времето оди напред. Во светот на дигиталните технологии многу е направено во Европската унија, во САД. Во Република Северна Македонија, за жал, ова прашање се уште е оставено назад и е ставено во втор план. Ние имаме национална стратегија која што е подготвена од 2021 година, меѓутоа се уште не е донесена. Во оваа национална стратегија за интелектуална собственост се поместени сите овие нови технологии, нови прашања, нови предизвици кои што во светот веќе се актуелни и на кои што веќе се работи, па има и судски предмети интересни и преседани кои што овозможуваат да правото на интелектуална собственост живее и се развива. Зошто не е донесена оваа конвенција? Тоа е добро прашање. Националната стратегија зошто не е донесена, немаме добиено никакво официјално објаснување. Најверојатно таа не беше приоритет на претходната влада, се надеваме дека ќе биде приоритет на наредната, бидејќи навистина е еден револуционерен документ кој што ќе не приближи до европското законодавство. Колку и како се формира и гради и чува еден бренд што е поширок поим од трговската марка? Многумина сметаат дека трговската марка и брендот е едно исто и ставаат знак на равенство, меѓутоа, како што рековте, брендот е поширок поим и тоа е економски поим кој што се поврзува со имиџот на една компанија и всушност служи за нејзино препознавање на пазарот. За разлика од тоа, трговската марка е правен поим кој кај нас се дефиниран во Законот за индустријска собственост како право со кое што се заштитува знак подобен за разликување на производите и услугите кои што една компанија ги нуди наспрема другите компании. За разлика од брендот, трговската марка е подложна на постапка за регистрација, формална постапка за регистрација. Меѓутоа и трговската марка и брендот спаѓаат под чадорот на така наречените комерцијални имиња. Правата од интелектуална собственост како целина влегуваат во она што може да се каже бренд. Значи не само трговските марки, туку тука влегуваат и дизајните, патентите, понатаму ноу-хау, трговските тајни и слично. Едно истражување покажува дека околу 70 до 80% од капиталот на големите компании се прават од интелектуална собственост кои што влегуваат во така наречените нематеријални средства. Интербрендс секоја година вади статистика за 100 највлијателни брендови или брендови кои што се најпопуларни, највредни. И оваа статистика не ја прави само од аспект на правата од интелектуална собственост, туку малку поопшто
гледајќи го целокупниот имидж кој што овие компании го имаат. Во последно време се става акцент и на ESG стандардите, односно усогласеноста со овие стандарди кои што според компаниите, меѓутоа според Interbrand е нешто кон кое што треба секој бренд кој што сака да биде на таа листа да се стреми и да го исполни. Ние како адвокатско друштво повеќе од 25 години се занимаваме со правото на интелектуална сопственост, со заштитата на правата, учествуваме во креирање на закони, стратегии, сме работеле многу интересни случаи, да речам случаи кои што се интересни воопшто и во светски рамки, и можам да кажам дека нашите клиенти, меѓутоа и компаниите кои што се на пазарот во Република Северна Македонија ја препознаваат потребата од заштитата на правата од интелектуална сопственост и препознаваат дека на таков начин всушност се градат успешни брендови. Една иницијатива која што сакам да ја поздравам е формирањето на IPR Task Force-от во рамките на Американската стопанска комора AmCham, каде што компаниите ми ја дадоа довербата да бидам председател во овој прв мандат. Во рамките на овој IPR Task Force имаме лансирано серија на написи во поглед на значењето на интелектуалната сопственост за секоја компанија, значењето на заштитата на правата во поглед на создавање на успешни брендови. И имаме и останати активности кои што планираме да ги спроведеме во идниот период, кои што сметам дека ќе помогнат во подигнување на свеста и дури и кај оние компании кои што сметаат дека правата од интелектуална сопственост немаат толку големо значење. Пепелјуговска студија на Меѓународна организација за трговија која направила истражување во 2019 година покажала дека 38% од испитаниците не се сигурни дека продавањето и купувањето на фалсификувани производи би требало да биде забрането, а 25% сметале дека треба да биде дозволено. Дали е ова доволен индикатор дека има сериозна потреба од заштита на правата на интелектуална сопственост? Точно. Јас имам и некоја друга студија прочитано која што се поклопува во податоците, меѓутоа она што е многу индикативно е дека испитаниците од генерацијата Z се оние кои што најмногу сметаат дека треба да се купуваат фалсификувани производи. А проблемот тука е бидејќи тие се многу зависни од интернет и достапноста до фалсификати им е многу поголема отколку на другите генерации. Во најдостапните места за фалсификувани производи, и тоа по овој редослед по кој што го кажав, пошто ќе го кажам, се онлайн платформите, уличните продавачи и социјалните мрежи. Зошто испитаниците велат дека можеби треба да се купуваат фалсификувани производи? Причината е од економски карактер. Тие сметаат дека производите треба да бидат подостапни за широките маси. И одредени компании се прилагодуваат кон ова, па вадат поволни или подостапни верзии од некои своји производи со цел да ја спречат да го спречат купувањето на фалсификати и со цел да ја спречат таа нелегална трговија. Меѓутоа исто... Но зошто се толерира тогаш купувањето на фалсификат марки, да речеме, и брендови? Механизмот на заштита од купување на фалсификувани производи е нешто на кое што треба да се работи, меѓутоа во светски рамки. Значи, кога зборуваме за онлайн платформите, Амазон и eBay вложуваат во алгоритми кои што ги препознаваат продавачите на фалсификувани производи и истите ги елиминираат. Во 2022 година 8 милиарди влистувања се тргнати од овие платформи на база на тој алгоритам кој што го имаат направено и кој што претпоставувам дека користи и вештачка интелигенција. Така што сакам да кажам дека спроведувањето на заштитата е во домен на националните органи кои што тоа го спроведуваат, и затоа и на почетокот реков дека модернизацијата на законодавството ќе придонесе и во намалување на овој тренд на пласирање и на можност од купување на фалсификувани производи, а ќе подигне и свеста, особено кај помладите, дека употребата, купувањето на фалсификувани производи не само што придонесува за финансирање на терористички организации, нелегална трговија со различен вид на производи, меѓутоа може да повреди и човечки животи. Светските брендови се повеќе учествуваат во создавањето на глобалниот GDP
и на создавањето на нови работни места. Што е вашиот коментар на ова? Точно е оваа констатација. Се вели дека светот го движат 10 највлијателни брендови од овие 100 кои што ги споменав, кои што Интербрендс ги детектира. Меѓутоа, брендовите, тука треба малце да зборуваме во еден поширок контекст. Значи, глобалниот иновацијски индекс е нешто кое што укажува колку една држава е напред и колку нејзините компании се напред во поглед на научната, културната и иновацијската сфера. Република Северна Македонија во 2020 година била на 57-то место, во 2023 на 54-то. А од европските држави е 33-та од 39. Ова зборува дека нашите компании повеќе вложуваат од колку што добиваат. Меѓутоа, не сум сретнала некоја анализа или дебата зошто е овој проблем таков и зошто кај нас толку многу се вложува и се зборува за иновации, па имаме и фонд за иновации и технолошки развој и ништо не се променува на ова поле. Како што кажавте на почетокот, зголемувањето на GDP значи и отварање на нови работни места, намалување на невработеноста, спречување на одливот на мозоци. Сите овие прашања се прашања за кои што често слушаме кај нас, меѓутоа никој тоа не сака да го поврза со правата на интелектуална сопственост и да детектира дека проблемот во несоодветната и застарена легислатива, нефункционалноста на институциите и немањето на соодветна институционална и вонинституционална заштита всушност придонесува за намалување, односно за незголемување на нашиот GDP и за поставеност на глобалниот иновацијски индекс таму каде што сме. Пепе Љуговска, во време на развој на вештачката интелигенција се повеќе се осовременува дигитализацијата. Какви се последиците врз интелектуалната сопственост од овој аспект? Алатките на вештачка интелигенција им овозможуваат на компаниите многу полесно и подостапно да извршуваат одредени процеси, да извршуваат одредени функции, да заштедуваат средства и слично. Меѓутоа, вештачката интелигенција е предизвик исто така за правото на интелектуална сопственост и тоа според мене од два аспекти. Значи, прво се поставува прашањето кој е собственик на делата кои што се создадени по пат на вештачка интелигенција, а второто прашање кое што се поставува е кој би одговарал во случај на евентуална повреда. Дали новиот Рембрандт е оној кој што го има креирано алгоритмот на вештачката интелигенција, оној кој што му дал упатства како да ја нацрта сликата, или е самата вештачка интелигенција? Одговорите на овие прашања ќе треба да ги дадат судските пресуди, и тоа во САД и во Европска Унија, затоа што сметам дека легислативата која што постои во високо развиените држави се уште не е скроена да даде одговор на овие прашања. Па одговорот ќе треба да го бараме најверојатно и во класичните принципи на граѓанското право и во оние класични постулати на правото од интелектуална сопственост. Во моментов постои легислатива која што ја регулира вештачката интелигенција и тоа значи во САД станува збор за одредени кодекси и кои што не се правно обврзувачки. И сад се наклонати кон теоријата на лесен допир или да речам, по-либерално регулирање на вештачката интелигенција. Во Кина исто така има закон кој што е доста ригорозен, меѓутоа повеќе во делот на етичките принципи и импликации од вештачката интелигенција, додека пак Европската Унија, претпоставувам дека скоро прочитавте дека го донесе така наречениот AI Act, кој што се обидува да направи компромис помеѓу решението кое што постои во САД и кое што постои во Кина, па ќе видиме допрва како тоа ќе се применува. Веќе има судски спорови поврзани со вештачката интелигенција и тоа од страна на многу познати брендови од областа на модната индустрија, кои што некако одат кон тоа дека вештачката интелигенција не може да биде сама по себе автор на одредено дело. Мене лично ме интересира како ќе заврши спорот помеѓу New York Times и OpenAI, затоа што има доста голема
галама крената околу тој спор во Америка, бидејќи новинарите на Нью Йорк Таймс се сметаат дека не е дозволено нивните текстови и нивниот начин на пишување да биде основ за моделите на учење кои што ги создава OpenAI, па тие понатаму да може да создаваат текстови дури и подобри од оние кои што овие новинари ги имаат напишано. Интересна е проблематиката и верувам дека во наредните 10 до 15 години ќе се искристализира како што тоа беше кога на почетокот почнаа социјалните мрежи, интернетот, инфлуенсерите и така натаму. Пепе Љуговска, македонските граѓани преферираат повеќе да купуваат оригинал или фалсификат брендови? Па сакам да кажам дека преферираат оригинал, меѓутоа сведоци сме дека се купуваат и фалсификувани производи. И тоа е она за кое што сакам да потенцирам дека треба да се подигне свеста уште од најмалите, значи од најмала возраст, дека купувањето на фалсификувани производи е всушност штетно за економијата. Не само за индивидуите, не само за брендовите, не само за компаниите, туку тоа е штетно за целокупната економија, зашто на таков начин се поттикнува сива, односно црна сивата економија. Економија, да. Се почнато се пласираат производи со географски и регионални брендови. Нашиот сосед најавува трговска кампања Македонија велика како извозен и регистриран бренд. Дали тој заштитен знак ексклузивно припаѓа на нашиот сосед? Ова прашање произлегува особено после новите заладување на односите Скопје-Атина и некористењето на уставното име. Марката Macedon the Great е пријавена во 2019 година пред ЕУИПО од страна на Асоциацијата на извозници на вино од Грција, СЕВЕ. Таа е регистрирана во 2022 година и покрај тоа што во постапката се вложени обсервации и жалби од страна на Република Северна Македонија, Бугарија и Австрија. Меѓутоа, ЕУИПО нема прифатено ниту една од овие обсервации и жалби и има регистрирано марката како таква. Моје професионално мислење е дека оваа марка не треба да ужива заштита, значи тоа станува збор за колективна марка, дека не треба да ужива заштита од причина што единственото нешто кое што поврзува со Грција е сината и белата боја кои што се карактеристични за грчкото знаме, а истата од друга страна може да доведе до забуна кај просечните потрошувачи. Меѓутоа, фактот што од 2019, односно 2022 година оваа марка не се користи од страна на грчките компании, говори за тоа дека тие најверојатно сметаат дека нивните трговски марки, односно ако сакате нивните брендови се многу попрепознатливи од оваа Macedon the Great. Тенденција во светски рамки е географски ознаки да се доделуваат на помали микрорегиони, не на региони како што е Македонија, кој што во моментов се протега во 3, односно 4 држави. И да одговорам на прашањето, не сметам дека Грција треба да има ексклузивитет во овој поглед. Меѓутоа, она што е значајно да се напомене е пасивноста на нашата страна во поглед на регистрирањето на географските ознаки. Министерството за земјоделие има воспоставено за 12 години 2 географски ознаки, а во стратегијата за вино која што ја имаат направено и е за период од 10 години, вели дека ќе се воспостават најмалку 3. Тоа е она што е поразително. Наместо да покажеме проактивност и да се залагаме за регистрирање на повеќе географски ознаки кај нас, ние чекаме некој друг да направи нешто, па после тоа да се браниме. Кои се причините за ваквата пасивност на македонската страна? Мислам дека тоа прашање треба да се упати кон бизнис заедницата. Јас верувам дека имаат интереси за заштита на географски ознаки. Постапката на вистина е малку поинаква отколку обична пријава за трговска марка, меѓутоа не значи дека кај нас нема компании кои што можат тоа да го истераат и да го направат и кои што можат да имаат бенефит од таквите регистрирани географски ознаки. Постои ли реална опасност да се соочиме со нови санкции или во најмала рака нови мерки од јужниот сосед поради непочитувањето на Преспанскиот договор од економска гледна точка?
Од аспект на правата на интелектуална собственост, сметам дека и двете страни треба да се придржуваат кон Преспанскиот договор и мислам дека ова за кое што на почетокот кажавте нема импликации од аспект на правата на интелектуална собственост. Сметам дека едноставно обврските кои што сме ги превземале во поглед на интелектуалната собственост се многу јасни и затоа мислам дека проактивноста е решение, а не да чекаме нешто да се случи, па после тоа ние да треба да одговараме. Не верувам и не очекувам дека би имало некои посериозни економски санкции, меѓутоа сметам дека фокусот треба да го ставиме на она што е приоритетно, а тоа е модернизирање на нашето законодавство за обезбедување на услови да нашите компании изградат успешни брендови, кои брендови понатаму со влезот во Европската унија уште повеќе ќе добиваат на значење. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Доктор Ана Пепелјуговска, адвокатка.